Шекерната приказна ќе стане филмска. Ова беше еден од насловите во медиумите кога на продуцентот Томи Салковски и режисерот Игор Иванов Изи им беа одобрени 46 милиони денари, односно безмалку 750.000 евра народни пари од Агенцијата за филм, за да создадат македонски анимиран игран филм за деца. Филмска адаптација на безвремената приказна за деца на Славко Јаневски. Но шекерното дете никогаш не го виде светлото на денот. Овој проект, кој доби најголема финансиска поддршка на конкурсот во 2016, доби и пари од странски меѓународни фондови за филм. За негова реализација се чекаше се до промената на власта, кога продукцијската куќа на Томи Салковски, Скопје Филм Студио, се откажа од снимање на филмот. Па и покрај тоа што ја изневериле довербата на домашните институции и меѓународните партнери, Агенцијата за филм во 2018 повторно ќе го награди Томи Салковски и Игор Иванов Изи со најголема финансиска поддршка за таа година. Цели 42 милиони денари, односно безмалку 700.000 евра народни пари за снимање на филмот Хомо. Анимираниот филм, кој иако никогаш не успеа да ги израдува децата, беше агресивно рекламиран на меѓународните филмски фестивали во Литванија, Франција, Италија, Холандија и Германија. За тоа што се случи со него, прашавме во Агенцијата за филм, но оттаму одговор не добивме. Нејасно е зошто проектот не е реализиран, но последниот извештај на Министерството за култура фрла сомнеж за можни проневери. Агенцијата за филм не води соодветна ажурна евиденција за реализација на филмските проекти и нетранспарентно и без почитување на законските обврски врши исплата на продуцентските куќи. Инаку Игор Иванов Изи, кој требаше да го режира овој филм, е покрај оние кои најмногу се офајделе од државната каса во изминативе неколку години. Заедно со неговиот соработник Томи Салковски, кој исто така ги наполнил џабовите со над 100 милиони денари народни пари. Истражувањата на ТВ Алфа обелоденија сериозни сомнежи дека овие двајца филмаџии, заедно со дел од раководството на Агенцијата за филм, можеби го оштетиле државниот буџет. Но од правосудните органи се уште нема никаква реакција.